Почитувани новинари, почитувана македонска јавност. Денеска врз основа на член 167 од Деловникот на Собранието на Република Македонија по итна постапка поднесуваме предлог закон за изменување и дополнување на законот за служба во армијата на Република Македонија. Штетите кои настанаа како последица на неодговорното и нестручно раководење во одбраната и армијата од страна на министрите на СДСМ веќе се чувствуваат и на организацијско ниво, но и помеѓу воениот персонал. Токму затоа, како одговорни пратеници, нудиме законско решение со цел санирање на и колку толку поправање на катастрофалната состојба во армијата. Со ова законско решение предлагаме подобрување на условите за пензионирање на активниот воен персонал и давање на можност на активен и цивилен воен персонал во армијата да му престане работниот однос по сила на закон, со остварување на право на пензија со навршување на 40 години стаж, без оглед на годините за возраст за мажи и 38 години стаж за жени. Исто така, со овој предлог закон предлагаме да се изврши корекција во висината на пензијата и на воениот и на цивилниот персонал, на кој од денот на формирањето на армијата до денот на влегување во сила на овој закон им престанал работниот однос, согласно законите на служба во армијата кои важеле во времето на остварување на правото на пензија. Со овој предлог закон ги враќаме ингеренциите на началникот на Генералштабот на армијата, кои со последните измени му беа одземени од страна на министерот во поглед на поставување на високи офицери на служба во армијата, со што цениме дека ќе се придонеси и за департизација и за професионализација на армијата. Исто така, со овие предлог измени се регулира статусот на професионалните војници на кои службата во армијата им престанува поради навршување на 45 години старост, на начин што на истите им се даваат две опции. Прво, да засноваат работен однос на неопределено време без објавување на јавен оглас, со преземање во органите на државната и локалната власт и други државни органи согласно нивната стручна подготвеност. Или второ, право на отпремнина, односно еднократен надоместок во износ од 1000 евра во денарска противвредност за секоја година помината во служба во армијата. Откако како пратеничка група сметаме дека токму поради нашите аргументирани и издржани предлози, владеачкото мнозинство на СДСМ и ДУИ треба да имаат слух и доблест да го прифатат и поддржат ова законско решение, со цел да се престане со политизација и партизација на ова прашање и да се задржи достоинството на воената организација и незините припадници кои со гордост ја носат униформата и служат на државата. Бидејќи станува збор за итен закон, бараме од председателот на Собранието да го стави како дневна точка на дневен ред на утрешната седница. Ми благодарам. Видете, премиерот Петков на Република Бугарија завчера ја испушти можноста да се извини на сите македонски жртви кои што настрада од бугарскиот фашистички окупатор во периодот на Втората светска војна. Премиерот Петков, доколку сака да биде со европски вредности и доколку нуди добрососедски односи, како што тоа го кажува секаде, еве му предлагаме да отвори македонски културни центри во Сандански, во Благоевград, во Софија или во други градови. Чудува и изјавата на председателот на Република Македонија, кој што ете во негов стил ќе ве потсетам на изјавата кога се менуваше името, како кажуваше дека името немало шанси да се промени, па после тоа гласаше за промена на тоа име. Понатаму, истиот тој председател гласаше за промена на уставот во ова собрание. Истиот тој председател гласаше за договорот со Бугарија. Неговите изјави мислиме дека се во најмала рака неконзистентни, односно тие се плод на неговата неконзистентна политика. Видете, ние како пратеничка група и како пратеници во собранието воопшто не сме запознаени каков предлог има доставено министерот за надворешни работи до бугарската страна. И токму затоа го повикуваме и на нашите пресконференции и преку писмо го повикавме, значи да дојде во собранието да ни каже зашто точно станува збор, затоа што неодговорно е да се договара со друга држава, а при тоа да не е информирано собранието, односно пратениците. Благодарам.